Проценките се дека во светот ги има над 1 милиарда, додека за земјава нема ни груба бројка колку интернет страници се издаваат. Но слично за домашните и за странските е што просторот во кој функционираат е главно нерегулиран. А тој нерегулиран простор со години стана еден од главните извори на информации. Дали повеќе се информирате од интернет или од традиционални медиуми како телевизија, например? Од интернет. Интернет исто. Па ја повеќе искрено од интернет се информирам. Телевизија, тоа е интернет, малку вештачка работа, како да кажеме. Јас сум повозрасен од телевизија најчесто. Повеќе младиве интернет и тие работи. Од интернет. Ја мислам дека поише од интернет. Информативните интернет портали не се препознаени како медиуми во македонското законодавство, ниту пак е дефинирано што е интернет портал, и покрај тоа што овие публикации повремено добиваат пари од државата, како на пример за политички реклами за време на избори. Владата преку Министерството за дигитална трансформација подготви нацрт измени на законот за медиуми во кои 360 степени имаше увид. Со нив, покрај весниците, радијата и телевизиите, како медиум треба да бидат препознаени и интернет порталите, наречени онлайн медиуми, интернет портали. Со измените, првпат се пропишува за издавач на медиум да се смета правно или физичко лице кое врши комерцијална или непрофитна дејност на публикување информативни, образовни и забавни содржини преку онлайн медиуми, интернет портали. Но има услови. Доколку има впишано дејност во Централниот регистар на Република Северна Македонија, има седиште уредништво во Република Северна Македонија и на своје име има регистрирано македонски МК или МКД интернет домен. Тоа значи дека сите ентитети што имаат повеќе од еден производ, например весник и портал, најверојатно ќе треба да регистрираат посебно правно лице за порталот. Сигурно е само дека исклучок од ова правило се телевизиите. За нив пишува дека можат да бидат издавач на онлайн медиум, интернет портал, без да ја впишат дејноста во Централниот регистар. Сите овие услови, плюс уште еден, онлайн медиумот, интернет портал да има најмалку тројца вработени, ќе мора да бидат исполнети за впишување во регистарот на издавачи на онлайн медиуми, интернет портали. Регистарот ќе го води Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Од Министерството за дигитална трансформација велат дека идејата за законски измени потекнува од Сдруженијето на онлайн медиуми, невладина организација создадена од неколку интернет портали. Целта, велат од владиниот ресор, е да се воспостават законски права и обврски за интернет порталите, со што би биле заштитени и нивните редакции и публиката. Но потенцираат, тоа нема да значи дека ќе се затворат порталите кои нема да ги исполнат условите. Законот предвидува опција и да не се регистрираат, односно не може на онлайн медиум да се забрани да действува. Со ова се поттикнува поголема професионализација и препознавање на онлайн медиумите како такви дека се придржуваат до одредени професионални стандарди, без при тоа да има обврска кон оние кои не сакаат да бидат дел од тој регистар. Или, клучно во измените всушност е создавање на регистар на онлайн медиуми и интернет портали, кои ќе се сметаат за професионални. Првично, откако се согласија со сите засегнати страни кои не се дел од органите на државната управа, влегува во владина постапка и се усогласија со сите институции и сега е во крајна фаза усогласувањето со секретаријат за законодавство, повеќе се работи од номотехнички аспект, но секако и усогласено со други закони, евентуално противречности. Така да се очекува да се усвојат од страна на владата во следните 2-3 недели. Убавка Јаневска е главен и одговорен уредник на интернет порталот Дума со седиште во Велес, кој најчесто обработува теми од Вардарскиот регион. Таа смета дека условот со кој се бара минимум тројца вработени за да се влезе во регистарот ќе биде проблем за собствениците на помали портали. Тоа ќе биде многу тешко за локалните медиуми или регионалните, бидејќи во моментов ние имаме суштествен проблем да се одржиме всушност, да обезбедиме финансиски средства за двајца вработени и исто така да ги обезбедиме средствата кои што ни се потребни за да ги подмириме комуналиите, интернетот и телефонот. Јаневска вели дека ваквиот услов води кон нивно откажување од професијата. Особено имајќи ја во предвид, последната анализа што ја направи ССНМ, каде што детектираше пустини, медиумски пустини во нашата држава, значи цели едни подрачја во кои што нема
локален медиум и нема локална информација, значи граѓаните не знаат што се случува ако дописниците направат по некој прилог, па тоа се емитува на националните телевизии. За критиките од локалните и регионалните портали и опасноста од нивно згаснување, од Министерството велат дека предлогот за тројца вработени е еден вид компромис. Ние го објавивме законот на ЕНЕР и добивме и такви мислења и добивме и обратно каде што пак се бараат и повеќе вработени за да биде тоа да се поттикне една поголема професионалност на медиумите, така да мислам дека бројката од 3 за регистрирање во овој регистар во АВНУ беше една средина помеѓу тие два моста. Во Сдруженијето на интернет портали се задоволни од подготвените законски измени. Велат дека порталите повеќе нема да бидат во сива зона, иако потенцираат дека и сега голем дел функционираат според професионални стандарди. Ќе стигнеме до момент каде што секој што сака да работи како портал, односно медиум, во светот на интернет порталите, ќе мора да биде регулиран од аспект да има компанија, да има управител, да има седиште на тоа, да има вработени импресум, истакнат ценовник и така натака, да се почитуваат некои правила и норми како за секој останат медиум, дали е телевизија, радио или печатен медиум, sejedno, да бидеме и ние во тој контекст, со тоа што веќе ќе се надеваме дека масовното отварање на интернет портали како наједноставно во моментов, да речем, во делување на условен бизнис, да го намалиме со тоа што ќе се регулираат. Сметаат дека ова не е битка што е завршена и дека има уште 2 точки на кои треба да се работи. Едната е измени во Законот за авторски права, за новинарскиот труд да биде заштитен од крадење. Втората е државна поддршка за професионалните интернет портали. Тие што ќе се регулираат, да можат да добиваат некакви субвенции од државата, за кои што ние се уште работиме на предлозите, секако со луѓе од владата, но константно сме во да речам некакви преговори, односно разговори за тоа како може владата да му помогне на овој сектор во медиумскиот дел. Регулирањето на интернет порталите ја отвора и вратата за поголема контрола на трошењето државни пари за платено политичко рекламирање за време на изборните кампањи, со оглед дека рекламите на партиите ги плаќа државата преку Државната изборна комисија. Иако тоа никој не го кажува во оваа фаза, известно е дека во иднина само порталите од ново предвидениот регистар кој ќе го води АВМУ ќе можат, на пример, да се пријават за политичко рекламирање за време на избори, кое се плаќа од државниот буџет.